Арсовска бара рамен од Советот на градот за заем од 10 милиони евра кај домашни банки. Таа на денешната пресконференција ги повика советниците да го одобрат задолжувањето, бидејќи со купување на 50 нови еколошки автобуси ќе се подобрел јавниот превоз во градот и ќе станел поеколошки. На предлог на град Скопје пред советниците од Советот на градот Скопје предложена е точка на дневен ред за обезбедување на средства за набавка на нови еколошки автобуси, за кои е потребно градот да изгласа одлука со што ќе се овозможи набавката за овие возила. Од ВМРО ДПМН вела дека денес не се расправало за 250 нови автобуси како што ветила Арсовска, туку за ново, слепо задолжување, без план за тоа како ќе бидат потрошени парите. Нема информации на колку години ќе е тоа задолжување, дали има градот финансиска моќ, од каде ќе е задолжувањето, дали однапред е договорено. Нема да поддржиме задолжување без да се каже колкава е каматната стапка, каков е грејс периодот и условите за тоа. Арсовска нема информации какви автобуси ќе набавува на каков погон. Арсовска вели дека не чувствува одговорност што на двата јавни повици приватните превозници кои веќе имаат еколошки автобуси не се пријавиле, а за тоа дали ќе преговара на веќе долго очекуваната ветена средба кај Ковачевски не можеше да одговори. Покана од премиерот се уште немало. Никаква покана не е упатена, ниту знам што би се разговарало и како би се разговарало, а второ не знам ниту со кого би се разговарало, затоа што ние се што имавме да кажеме, се кажа низ постапки. Имаше начин и можности да се седне да се разговара, наместо тоа добивме навреди. Функционирањето на градскиот превоз доживеа целосен пресврт откако градоначалничката одлучи да ги раскине договорите со приватните превозници Слобода превоз и Мак Експрес, пошто следеше вистински хаос на грбот на скопјани кои со часови чекаа на автобуските постојки за автобуси кои доцнат или воопшто не доаѓаат, бидејќи линиите кои ги опслужуваа приватните превозници и после неколку месеци се уште се впишани во возниот ред како да се сообраќаат.